Асфалтен слој ќе добијат и влезовите пред стамбените згради во Штипската населба Автокоманда. Денеска започна припремата, а во наредниот период се очекува да започне и асфалтирањето. Со овие активности на терен се реагира на уште едно барање на граѓаните во Штип, истакна градоначалникот Иван Јорданов, кој направи увид во активностите на терен. Овде се врши припрема на пристапните улици до стамбените згради на главните улици Панче Караѓозов и Широк дол. Станува збор за јавна површина која што служи за пристап до стамбените згради, која што е со оштетен асфалт. Низ годините наназад имало потреба да се нанесе нова асфалтна маса. Одлучивме во наредните денови да се изврши припрема, а потоа и нанесување на потребната асфалтна маса, поставување исто така на канделабри за осветлување и да добие оваа населба или жителите од овие стамбени згради во населбата Автокоманда урбан изглед на нивната населба, односно на нивниот пристап до стамбените згради. Редно време беше нешто да се промени, велат станарите. Додаваа дека во последните 40 години ништо не е променето и дека повеќе од потребно било асфалтирање на просторот пред влезовите во стамбените згради. Редно беше да се направи во бидејќи ова е центар на градот. Тука многу има народ и промет, има петрочен ден пазар, така да личи малку, бидејќи беше многу убаво направено пред 30-40 години, но со текот на времето ова се уништи, ние сме виновни, самите станари. Не добро, одлично ќе биде. До сега чекаме толку години, дока сега не чекаме. Па ако се направи, окей, добро е. 40 кусур од 74 година. Во оваа прилика Јорданов истакна дека до крајот на оваа или најдоцна почетокот на наредната година ќе се асфалтираат уште 2 улици во оваа населба, со што ќе се заокружи реконструкцијата на улиците овде. По завршувањето на овие активности од населбата Автокоманда ќе останат 2 улици кои што не се направени, тоа се улицата Широк дол и улицата Цвета Јованова. Се надевам дека или до крајот на оваа година или на почетокот на следната календарска година дека и овие 2 улици од населбата Автокоманда ќе бидат комплетно реконструирани со промена на водоводната и канализациона мрежа и со нанесување на асфалтна маса и со тоа практично ќе го заокружиме процесот на реконструкција и урбанизација на населбата Автокоманда, која што морам да напоменам дека се наоѓа во централното градско подрачје. Во зависност од зимата и дневните температури ќе се одвиваат активностите на терен, потенцираше Јорданов. Дециден е дека ќе се работи се додека дозволуваат временските прилики.